Како е да се работи со некој кој што претходно си работела и со други композитори, а сега работиш со некој и што ти е, нели, партнер, а исто така и соработник во студио. Полесно ли е да се работи на песна со некој што ти е партнер или пак полесно е да се работи со друг композитор претходно што се работела? Би рекла дека предност и дека можеби па и не постојат мани, сега зависно, нели, повторно од карактерен однос каков имаат доколку некои други, нели, се пар и работат на песни заедно, меѓутоа кај мене во мојата ситуација некако и нема мани, се са предности затоа што ета и со самата песна се испоставува тоа дека е така затоа што конечно некој ме разбира што јас сакам во музиката и каква песна, нели, сакам да направам. Го прави тоа целосно како што јас го имам замислено и при тоа целиот процес е толку многу интересен и убав затоа што, нели, постојано сте заедно, па некако што се вика со поглед се разбираш, нема потреба ни нешто премногу да објаснуваш или слично. При тоа немаш нели за ништо не си воздржан, да кажам, во себе, значи се ќе си кажеш што ти се свиѓа, што не ти се свиѓа. Иако тоа треба да биде така, нели, со другите композитори кои што не ти се партнери, меѓутоа можеби тие немаат толку, да кажам, како да кажам сега, немаат толку трпение за да сето тоа го изслушаат па и да го применат, нели? А ова некако дава плюс во тој поглед. Така што би рекла дека се са предности, нема мани. Единствената мана е што можеби затоа што еве кај нас и студиото е дома, така што во склоп на станот, така што единствената мана е што можеш да заглавиш со правење музика и да останеш без пиење цела вечер затоа што едноставно знаеш дека не му пречиш на никого и заедно работите, така што ето тоа би го кажала како некоја мана. Колку Иван знае вака искрено од срце да те искритикува и да те мотивира, па и да се подобриш за некои работи и ти тоа како го прифаќаш? Знае, тоа баш го зборував и во едно интервју пред неколку дена што го снимавме. Баш сум благодарна за тоа, затоа што и двајцата си кажуваме и пофалби и критики, нели? Но мене многу ми значат неговите пофалби и критики, затоа што сепак тој е многу поискусен музичар од мене, нели, со подолгогодишно искуство. Така што секој негов коментар, дали било, нели, критика или пофалба, навистина многу ми значи и доколку е критика, секако гледам да работам на тоа и да го променам во текот на, нели, иднината. Така што ми значат сите негови коментари и ги ценам, а исто така нормално јас си давам за право ета како музичар и како негов партнер и јас да кажам свое мислење на одредени работи, дали е исто тоа пофалба или критика. Можеме да заклучиме дека Тијана е влюбена. А веќе колку време сте со Иван? Да, па веќе сме година и нешто година и неколку месеци заедно. Што најмногу почитуваш кај партнерот, односно еве во конкретниот случај кај Иван, за да, нели, врската биде она што треба да биде и да трае? Па би рекла дека пресудно. Јас секогаш сум посакувала партнерот кој што ќе ми биде, нели, мој партнер да биде музичар, некако секогаш тоа сум си го сакала длабоко во себе, меѓутоа во претходните ситуации тоа не ми се испоставило така, па еве сега ова е прв пат ваква нешто мене да ми се случи во животот, односно да имам партнер од истата бранша како и јас. И би рекла дека и тоа е многу голем плюс за мене. Меѓутоа најпресудно, фала Богу, од сите работи, затоа што и професија, минливо нешто и, нели, сите тие работи, најпресудно е почита, љубовта и разбирањето, затоа што доколку ги имаме тие три работи, твојот партнер кон тебе и ти кон него, мислам дека се натаму може да се помине, нели, да биде како што треба, дури, нели, кога ќе има некои недоразбирања, меѓутоа тоа е главното, затоа што доколку го нема тоа, се друго па и да има е џабе. Меѓутоа, ете би кажала, тие три работи како главни, најглавна можеби почита па и повеќе од љубовта искрено. Тие нека бидат како три главни работи, а кај мене додава плюс професијата, меѓутоа пак ќе кажам за други луѓе би рекла дека е менлива. Што промени во однос на некои можеби лоши навики што ги имала или можеби некои лоши карактерни особини самата на себе што ти сметале, се обидела да ги поправиш, а Иван ти делувал во однос на тоа?
Мислам дека најмногу ми делуваше и се уште нели ми делува за дадени работи, меѓутоа најмногу околу осамосталувањето, затоа што ете јас сум помлада од него и досега немав живеено, ете да кажам, не сама, јас сум повторно со партнер, меѓутоа да кажам разделена од моите родители. Така што ми помогна во самосталувањето целиот тој процес, значи он како партнер, меѓутоа и целата ситуација ми помогна за тоа и некако ете подобро да менаџирам со пари, секако затоа што сега нели кога се живам сама со него, некако тоа повеќе треба да се внимава и да се запази, да има некој ред и терк. Ми помогна многу во, како што кажав претходно, во музиката, во тоа можеби најмногу, затоа што некако за многу работи, детали кои што се во музиката ми ја смени перцепцијата, гледиштето кон подобро, така што ете тоа исто така се подобрило и сменило и има нешто што е интересно, меѓутоа јас не бев човек кој што готви, односно многу сакав и ден денес сакам нели да си јадам, да си мезам, да за тоа, меѓутоа секогаш порано сакав некој да ми го направи тоа и јас само се седнам да се изедам и да ми е убаво што се вика. Меѓутоа он ми го смени тоа дека еве сега мислам од кога сум со него почнав пројавив желба кон љубов кон готвењето и почнав многу да готвам искрено и да учам рецепти и сето тоа, дури што се вика некогаш и како од хоби, без разлика нели дали тоа ќе ти треба за ручек вечер, него ето чисто така нешто ново, нов рецепт да научиш. Така што можам да кажам и за тоа и има и во секојдневието многу ситници, меѓутоа еве овие се некои поголеми да кажеме. Што тебе најмногу ти се допаѓа пак во карактерот на Иван? Најмногу ми се допаѓа тоа што е многу посветен како човек, одлучен, значи кај него се знае од старт дали нешто бидува или не бидува, нема тука толку двоумења или дилеми, така што многу тоа му ја сакам и почитувам одлучноста која што има во карактерот. При тоа е многу голем човеколюбец, значи многу сите луѓе го сакаат него, он ги сака сите луѓе и некако кај сите луѓе ја добива довербата веднаш се тоа укажува дека е добар човек и дека има добра душа и ете тоа така целорно се испоставува и никој не кажал нешто спротивно, така што значи тоа си е така, не ги зезнал луѓето. Потоа многу е внимателен и како партнер, значи ова се што го кажав до сега, нели, тој како човек, меѓутоа и како партнер, навистина, ете, за мене до сега е најдобриот партнер кој што сум го имала и навистина се премногу е посветен, премногу е внимателен, премногу знае да сака да кажам и секако дури нема, ете, како ја кажам, караници сето тоа, некако многу по возрасно е целата оваа врска наша, да кажам, со разговор, така, и некако многу тоа е се мирно, смирено и секогаш едноставно, не знам, тоа се смееме баш со него цело време кога ќе правиме моето нешто, викаме па ние како да сме веќе брачен пар со години се однесуваме. Значи многу некако така возрастно ја тераме врската, не намерно, туку нели така ни е едноставно мојот карактер и неговиот така се поклопуваат и некако се е убаво, така што ета. Колку ти е самокритична? Јас сум многу самокритична, искрено, дури него ни покажувам и кажувам на глас тоа пред луѓето толку многу колку што во себе знам да бидам самокритична или пак со моите блиски, нели? Така што многу сум самокритична. Меѓутоа тоа го правам не намерно, нормално, меѓутоа го правам за подобро утре, за утре ден да бидам подобра од тоа што сум била денес или вчера, така што сум самокритична, можам да кажам, ама мислам дека тоа добро ми влија до сега во животот. Само мој е нешто навистина поинакво од сите досега твои песни, се обиде нешто и нели трендовско да следиш, имаше бебалади, имаше уште една песна Бумеранг која што беше навистина една интересна номера со која што настапи на Макфест.
дали остануваш на овој стил или можеме повторно да очекуваме некоја песна, ајде така да кажам, по-трендовска? Точно така, моите први две песни беа балади, класични балади да кажам, во поп музиката, потоа пробав да се вклучам во оваа трендовска музика која што и се уште нели е присутна на македонската сцена. Така што го пробав и тоа нели со неколку песни, ете како што кажавте на Макфест бев со песната Бумеранг, која што беше исто така трендовска песна, меѓутоа јас сега од овој аспект да кажам го гледам сето тоа како еден раст и како едно искуство и скалила кои што сум морала да ги поминам за да стигнам до тоа што сум сега, до тоа што го сакам сега и за тоа што конечно се како да кажам, конечно се одлучив и го сватив дека е тоа што мене ми лежи, ми треба и тоа што сакам да го правам од сега па натаму. Така што само мој целосно нешто поинакво од овие претходни песни, затоа што стилот на само моја R&B soul стил, кој што не е толку застапен да кажам кај нас во Македонија, меѓутоа некако мене ми лежи многу и од секогаш сум ги обожавала тие такви блуз, R&B, soul песни и автори нели нормално. Така што само го чекав моментот кога ќе знам дека сега ми е времето и дека сега сум, да кажам, доволно добра за да можам да изведам една таква песна, затоа што тоа навистина си носи своја тежина и не е туку така да се изведе, туку навистина треба или да се направи како што треба и да се вложи труд целосно или воопшто не се почнува. Така што од сега понатаму песните ќе наликуваат најмногу на само мој. Дали може и со побрз ритам нешто да очекуваме? Може би во иднина, меѓутоа и доколку биде нешто со побрз ритам нема да биде трендовско. Да, нема да биде трендовско воопшто, пак би било во истиот овој R&B стил, меѓутоа со побрз ритам. Така што тоа би било максимумот кој што би се доближил нели до ова што е денеска најпопуларно. Дали во иднина сите песни што ќе ги работите заедно со Иван и дали можеме да очекуваме и некоја песна која што ќе биде напишана комплетно текстот по да биде? Песните во иднина, во блиска иднина со сигурност ќе ги работиме со Иван. Секако во иднина сум отворена да пробам и со други композитори доколку нели има шанса. Меѓутоа, тоа би било доколку навистина некој го разбери, го доближи она што тој го прави со она што е мојата замисла и мојот стил. Секако би се нафатила и би сакала да пробам, нели нормално се што повеќе контакти, што повеќе луѓе и искуства, тоа исто така го полни нашето портфолио и вреди за самото искуство ние што го градиме, така што би сакала и да пробам и со други луѓе за овој стил на музика, меѓутоа Иван ми е оној човек кој што нели композитор кој што најмногу ме разбира и најдобро може да го направи тоа што јас ќе го побарам, така што он секако ќе остане постојано тука да правиме нови песни и да правиме музика. Меѓутоа за текстот тоа што ме прашавте, веќе имам неколку песни кои што не се нели не излезени, меѓутоа кои што не стојат во филка, каде што сум јас целосен текстописец да кажам. И баш едве чекам да излезат некоја и од тие песни каде што текстот ќе биде целосно мој. Па ета понатаму можеби ќе се вмешам полека и во музиката. Така па ќе видиме до кај ќе стигне. Што ја прави тие на срекна? Срекна би рекла, барам јас од секогаш сум била таков карактер и тип на човек каде што најсрекна секогаш ме правеле луѓето, односно јас сум човеколюбец и многу сакам, например, јас ги полнам батериите кога сум со луѓе. Така што некои луѓе сакаат, предпочитаат да бидат малку сами, нели, настрана да имаат време за себе. Кај мене некако тоа е обратно, јас и ги полнам батериите кога ќе излезам и се дружам со луѓе, кога ќе бидам со семејството, кога ќе бидам со партнерот, така што некако мене тоа е тоа што ме прави срекна и каде што сум најмногу своја да кажам. Така што би го ставила како едно од работите тоа, нели, кратко кажано, именување време со луѓето кои што ми значат и кои што ми се блиски. Тоа е нешто што ме прави многу срекна, потоа секако музиката ме прави пресрекна, секое
изведување на музика, односно секоја жива свирка, секоја авторска музика, мислам и целиот процес на сето тоа, во правењето се тоа ме прави престрекна, исто така можам да кажам, и ми дава некој посебно чувство, па музиката кое што не го добивам од другиве работи, да кажеме, така што таму си има нешто посебно, што не можеме да го искажеме со зборови. Музиката, луѓето и некако, не знам, концерти, забави некои, секаде што е вклучено луѓе и музика, некако ме прави пресрекна, да видам и ме прави да сум се своја во моментот. Знам дека многу сакаш да читаш книги. Која ти е омилена досега вака и те фаворит која што си ја прочитала и би ја читала и повторно и повторно? Да, читам книги. Имам прочитано доста книги, меѓутоа најмногу книги што сум ги прочитала се од Колин Хувер досега. Некако така ги зарадив сите нејзини книги поред. Обично другите книги што ги читам се од различни автори или од еден автор ќе прочитам 3-4 книги, меѓутоа онака најмногу книги од еден автор ми биле досега од Колин Хувер. Навистина ми се допаѓа нејзиниот стил на пишување. Секако има и други на кои што ми се допаѓа нивниот стил, меѓутоа некако на Колин најмногу ми задржува внимание, да кажам. Она за оние кои што не знаат инаку, таа е писателка која што пишува најчесто романи. Така што некако нејзините книги кои ќе ги читам ми прават исто ме носат на во некоја друга димензија, некако се одмарам. Убаво ми е, тоа е преубаво време за да го поминеш со читање книга секако, најквалитетно што може кога имаш слободно време. Така што би кажала од Колин Хувер, а доколку треба да одберам една книга од неа, би кажала Ова завршува со нас. Затоа што книгата, еве нема да зборам сега детално, затоа што нели оние кои што сакаат да се ја прочитаат, да не им ја раскажам јас тука, меѓутоа книгата е навистина многу убава приказна, има многу трогателна приказна, да кажам, така ни успева да допре до нас и некако да ни ги разигра емоциите, затоа што има и драма во самата книга, се работи за вистините приказна што и се случува во животот на Колин, така што некако при тоа нешто што ќе кажеме, книгата ја пишува за својата мајка, односно како приказната цела што ја раскажува, ја посветува, еве, мамо, дојдов јас сега да можам да раскажам цел роман, а ти да се радуваш за тоа, јас да поддржам твојата приказна и судбина што се случува. Што те вади од так во секојдневието? Во секојдневието многу што е иронично, многу мразам спори луѓе и кога нешто споро се случува, а јас сум спор човек, така што затоа велам дека иронично и пример јас сум човек кој што касни постојано и се до тоа и гледам тоа да го откорено, меѓутоа многу нешто што ме вади од кожа е кога нешто споро се случува, затоа што јас сум спор човек, меѓутоа еве како што можат и гледачите да забележат, брзо говорам, некако спретна сум кога треба нешто да се прави, сега се договараме и ајде се договараме и толку. Меѓутоа кога некој сето тоа го влечка, па сега чекај да видиме, па има време, тоа страшно ме нервира, така што би го издвоила можеби тоа. Која е дружбата меѓу вас, еве, од поп-естрадата, колегите? Дали има дружба меѓу вас, комуницирате ли се, дружите ли? Некако, искрено, од поп-естрадата целосно ако гледаме сите што се, би рекла па и дека нема толку многу дружба, затоа што дури не секој со секого се познаваме или еднаш кога сме се виделе, ќе се кажеме здраво, не сме седнале еден ваков момент што се вика да направиме, така што би рекла дека нема толку дружба, можеби па тоа и моја страна, меѓутоа мој впечаток е дека нема толку дружба. Меѓутоа јас па имам многу дружба со оние почесто, со оние кои што се лајв музичари, односно кои што свират живи свирки, па и целиот круг на пријатели на мене и Иван ние се музичари, така што цело време ние се дружиме со музичари, цело друштво ние кој нели нешто свири, кој пее, кој меѓутоа буквално бендот ни е составен од сите другари, така што навистина имаме многу музичари околу нас со кои што се дружиме, меѓутоа тие се некои кои што исто така имаат авторска музика, меѓутоа се
како да кажам, во овие жанрови кои што не се толку застапени денеска, односно рокот, металот, такви нели изведувачи. А со овиот поп, нашата поп сцена, па и не толку, со исклучоци. Сега ќе те прашам за еден многу емотивен момент. Можеби не очекуваш, меѓутоа морам ова да ти го поставам како прашање, бидејќи го знам како информација. Неодамна ни се случи онаа трагедија во Кочани. Една од личностите нели од која што беше дел од естрадата, пратечи вокал Сара, последните бек вокали на песна ги снимаше токму во студиото на Иван. Дури еве можеме да кажеме, ти ќе кажеш, односно каква беше Сара како личност, бидејќи лично ја познаваше и дури на двете први песни твои има испеано пратечи вокали, и да ни кажеш малку околу тој момент, последната средба со Сара. Така е, Ана и Сара, двете беа, односно Ана ми беше професорка во средното, меѓутоа Ана си е жива, здрава, јас сум премногу среќна, дури се видовме неколку пати и Ана е исто така прекрасен човек, меѓутоа за Сара што конкретно ме прашавте, така е, Сара не ми била професорка, меѓутоа Сара ја познав од тоа што општо беше професор на факултетот за музичка уметност. При тоа, да, точно ми пееше пратечи вокал на првите две мои песни. И секако беше пратечи вокал со многу пеачи познати во Македонија, со кои што исто така нели па и Иван свири, и јас постојано сум одела со него на сите настапи, концерти, тука имало преголеми дружби, каде што нели Сара била присутна. Сара беше прекрасна жена. Прво, она беше многу голем човек и навистина, значи она имаше срце и душа за сите да ги засолни кај неа и на секого да помогне, на секого љубов да му даде, добар совет, убав муавет, така што навистина Сара беше прекрасен човек пред се, потоа многу добар музичар и нели професор исто така. Така што изгубивме многу луѓе, од кои што беше дел и Сара, која што навистина мислам дека сето ова остави голем белег и нема да го заборавиме, навистина, иако беше невидена трагедија. И точно е тоа дека на последните песни, односно на песната на Мими Јовановска, замени, Сара снимаше пратечи вокали, тоа баш беше нели кај нас дома во студиото, каде што дојде и онма, како што влезе, ја разведри целата соба, целиот стан го разведри, одма муабет, одма насмевки, убава енергија, постојано и беше таков човек. И си дојде со шолја кафе, сама направено дома, затоа што при тоа па и тука комши бевме. Така што преубав ден беше и тој со снимањето. Некако многу добра работа завршија, како и Сара, нели како и секојаш Сара ќе влезе во студио и за половина час ја имаше целата песна наснимано најдобро што може. Така што сето тоа практично го завршија, преубава беше дружбата целиот тој ден и преубави муабети се правеа и искрено се правеа тоа што отпосле не погодуваше, се правеа па многу муабети за иднината. Кога ќе одиме на концерти, кога ќе биде ова, кога ќе биде тоа, ќе правиме песни, баш јас тогаш со Иван и кажувавме за оваа песна која што излезе сега, тогаш се уште нели беше во процес на правење и кажувавме за песната. Кажуваш, едва чекам да ја слушнам, едва чекам сите песни да ви излагат, да ве поддржувам, да заедно да пееме, пети како пратечи се до тоа, меѓутоа не го дочекавме сето тоа, за жал. Чашата ви остана како спомен? Чашата, да, така, ни остана како спомен и дома си ја чуваме. Ја понудивме секако да ја вратиме на фамилијата, меѓутоа рекоа, тоа е нешто што треба таму кај вас да остане, како спомен од неа за вас, така што си ја чуваме чашата, си има посебно место во кујната и некако секогаш кога ќе ја видиме, така не потсеќа на сето тоа што беше Сара и секако не потсеќа на убавите работи со неа, моменти поминати и за тоа колку добар човек беше она, затоа што нели па и сите така кажуваат, кога некој ќе го изгубиш, треба да се навраќаш на убавите работи и некако така живее човекот. Кога можеме следна песна од Тијана да очекуваме? Следна песна, навистина би сакале, сега ќе видиме како ќе биде нели процесот
со работа, затоа што кога правам една песна со нели со спот со сето тоа, навистина сакам да биде како што треба и затоа и толку многу време губам, мислам тоа не е изгубено време, меѓутоа посветуваме, да кажам, толку многу време додека излезе една песна. Оваа песна ја работевме цела година, така што требаше и порано да излезе, меѓутоа сега се надевам нема биде тоа за една година од сега. Ќе биде поскоро, ќе видиме. Јас очекувам негде дека пред да заврши оваа година, дека ќе излезат дали една, дали две песни, меѓутоа би сакала една со сигурност, така што ќе работиме и ќе гледаме тоа така да биде. А во иднина секако ќе има многу песни и едва чекам, поготово сега како што ни е, да кажам, лесно со правењето на музика и толку многу лесно имам инспирација и толку многу се убаво оди во процесот, така што сигурно ќе има многу песни. Што представува убавина за тие? Па, би рекла дека затоа што јас сум човек кој што стои позади тоа дека убавината не е само физички изглед, така што би почнала од тоа, меѓутоа да бидам кратка, би почнала од тоа дека најбитна е душата дали ти е убава и тоа веднаш го прави убав човек, доколку е нели така. Секако е многу битен карактерот, однесувањето, би рекла принципите, односно културата, домашното воспитување, за тоа како ние се однесуваме кога ќе излеземе надвор од дома, па и дома секако. Тоа е многу важно и тоа многу ја оформува една убавина кај човекот. И секако би рекла шарм, дури шармот е некогаш поголем од колку ова што го збориме физичкиот изглед, нели? Затоа што денеска сме во свет каде што сето тоа се прави, денеска можеме да си го смениме личниот опис, што се вели, така што не толку и верувам на таа на тој физички изглед и физичка убавина. Секогаш ќе останат жените да ми бидат најубави, оние кои што се природни, да кажам, природно убави жени и со сето ова што го напоменав претходно во карактерот, така што се што е природно и некако така се умерено. Да, се уште си млада, тоа значи дека во иднина не би експериментирала со твојот изглед. Дали би правела нешто, нели сега е модерна оваа естетска медицина? Искрено, за сега ми е мислењето дека не би менувала ништо, затоа што нели тоа и го кажав претходно, дека не дека не го поддржувам, секој човек нели има право да си прави што сака и како се чувствува убаво, доколку тоа го прави некој среќен слободно. Не сум јас тука нели да судам, меѓутоа за мене лично мислам дека нема потреба, затоа што доколку бараме мани, секој ќе си најде 1000 мани кај себе на физичкиот изглед. И доколку секоја од нив сега ние ја решаваме и менуваме, тогаш доаѓа до менување на личниот опис, така што не би сменила ништо, можеби, да не кажам со сигурност, можеби би било нешто ситно доколку направам некоја минимална корекција на нешто, меѓутоа најмногу што сум всушност против нели менување на фацата, на лицето, така што можеби би направила експеримент со коса, обожавам да експериментирам, некои надоградби и такви работи, нешто такво, меѓутоа со лицето не верувам. На која дама пак ти се восхитуваш? Воопшто, може да биде и од надвор, и некоја нели од странство, или од соседството, или кај нас на некоја дама. Кај нас ќе почнам, нели, најубав и најголем впечаток ми има оставено Каролина Гочева како една дама, затоа што она е пример човек кој што и при тоа музичар, кој што ја има убавината во целосност на сето она што претходно го кажавме од однесување до карактерно, до гестови, до пократи, нели на сцена веќе ако зборуваме. При тоа е и физички многу убава, природно жената, така што и нејзината кариера многу ја ценам и почитувам, сите нејзини песни ги обожавам, така што ето би кажала од кај нас дека не ја би ја издвоила како еден пример за како треба да се однесува да изгледа една дама и при тоа доколку е нели пеач. А од странство искрено има многу кои што нели затоа што таму многу подобро од нас секако знаат да се носат себе си, да кажам. Така што и работат цели тимови позади нив, така што има многу. Меѓутоа, доколку треба некој да одберам мене лично што ми е фаворит и го следам, би ја кажала
Муни Лонг, она е една црнкиња која што исто ја обожавам музиката, меѓутоа многу интервјуа имам изгледано затоа што и тоа обожавам да го правам кога некој следам како музичар, за да му го видам, да допрам малку колку толку до неговиот карактер и мислење и однос, нели сето тоа. Така што сите интервјуа што ги имам изгледано, онолку колку што можеме да прочитаме од камера, односно од малите екрани. Така што имам сватено дека впечатокот ми е дека е исто така добар човек, дека е многу паметна, многу начитана, дека е музичар за пример и дека знае да се носи со себе си, со својот физички изглед. Не знам дали има корекции, меѓутоа и да има и да нема, навистина е прекрасна и сето тоа дури доколку има, изгледа природно на неа и одговара, така што ете ја кажала неа како некој фаворит. Се уште во тек летото, планови за одмор имате ли? Имаме планови за одмор, кај нас некако секојаш одморот се испоставува да биде при крај на летото, август, септември, така што ќе отидеме секако на одмор некоја една недела, малку да се исклучиме од светов, меѓутоа тоа ќе биде веројатно или крај на август или почеток на септември, така што нема да останеме без одмор. Посакуваме да се поминеш убаво, да ги наполниш батериите и да се вратиш со нова енергија и со нова песна. Благодарам многу за поканата уште еднаш. Преубаво си поминав. Чест ми беше што сум прв пат кај вас гостин и се надевам ќе се гледаме почесто.